Добродојдовте во подкаст Прангов, место каде што разговорите се вистински, луѓето се интересни и секоја приказна вреди да се слушне. Пред да започнеме, би сакала да упатам голема благодарност со нашите пријатели, Flux Cafe Premium, идеалното место за кафе средби, каде секоја голтка те инспирира за нов разговор. Тука го имаме и Тату студио Оскар, уметност врз кожа, приказни без зборови. Ако сакаш нешто што ќе те краси цел живот. Media Point, твојот партнер за дигиталниот свет. Добрата содржина заслужува добра платформа. И Infinity Berber Studio, кога сакаш да имаш фризура достојна за шампиони. Денес со нас во студиото имаме една исклучителна, млада, успешна личност, првенец на генерација на матурантите од 2022 до 2026 генерација, Михаела Стојковска. Добре дојде, Михаела. Добро ве најдов. Пред се би сакал да ги поздравам верните гледачи на Прангов подкаст и да се заблагодарам на тимот, бидејќи ова моје прво искуство од ваков тип е токму овде во оваа емисија. Благодариме. Како си, Михаела? Јас сум навистина супер. Како сте вие? Супер. Многу ми е мило што денеска си со нас. Кажи ни нешто за себе и за твоите постигнувања за почеток. Ретко кој тебе те знае, кој не те знае, ти си секако многу позната во нашето друштво, во нашето општество. Не верувам дека има некој што не слушнал за тебе. Меѓутоа, ако има некој, еве да те запознаваме подобро. Може да се представам за оние што не ме знаат. Јас сум Михаела Стојковска, личност која се пронаоѓа помеѓу уметноста и културата. Сите мои постигнувања започнаа со љубовта кон поезијата, а потоа и со ангажман во сите други културни активности. Активен член сум во културно-уметничкото друштво Вера Јоцик и активно се занимавам со водење на разни настани и манифестации како водител. Пред се, мојата цел е да оставам нешто вредно, како за мене, така и за другите луѓе. Тоа е супер. Многу ми е мило што еве имаме млади луѓе, како мене и тебе, што активно се ангажираат да постигнат нешто. Знаеме дека си поетеса. Кажи ни како всушност почна љубовта кон поезијата, од каде и на која возраст? Љубовта кон поезијата кај мене започна навистина спонтано. Едноставно, јас сум личност која не може да ги искаже емоциите и мислите гласно и барав начин како тоа да го направам, како да ги спакувам и да имаат смисла. Единствениот начин кој го избрав беше преку пишуваниот збор и така настана љубовта кон поезијата и тоа прерасна во моја пасија. Супер. Што значи на тебе тоа што твојата, например, поема е позади спомен плочата на Милјаневски џингар? Од каде дојде тоа? Тој момент е навистина момент кој што не можам да го опишам со зборови. Да знаеш дека твојот пишуван збор ќе остане врежан на спомен плочи, ќе стои покрај толку важен споменик и ќе остане за генерации понатаму да го читаат, носи чест, но и мала доза на одговорност, бидејќи едноставно сваќам дека веќе уметноста не е лична, туку уметност која добива пошироко значење. Да, твојата поема можеби со стотици години ќе стои позади споменикот, така што е... Да, мило ми е бидејќи тоа е и поемата која што за мен има најголема тежина и бидејќи го представува настанот онака како што е и е поема која навистина ќе отслика ситуацијата што се случувало тој ден и колку е важен тој настан за нас и за историјата. Поемата е навистина силна. Кажи ми, дали училиштето ти предложи да ти ја врежат поемата позади или како дојде до... Со поддршка од училиштето и со поддршка од општината, секако и од семејството и од семејството Јаневски. Пред се добивме одобрение дека таа поема треба да стои покрај споменикот. Тоа е прекрасно и многу ми е мило што на секое минување можеме да читаме твојата поема. Знаеме дека издаде и книга пред 3 години. Кажи ни малку повеќе за тоа. Книгата беше навистина природен чекор, бидејќи сватив дека сето она што го пишувам треба да го соберам на едно место и размислував како луѓето да ме запаметат, пошто да ме познаваат, и одлучив да издадам свое авторско дело, во кое ќе ја соберам целата поезија која што ја имам напишано. Книгата ја издадов токму така пред 3 години и навистина
навистина беше еден од најдобрите чекори кои што можев да ги направам во тој момент, бидејќи целата поезија да се најде во едно такво дело, а јас како дете од само 15 години да имам издадено свое авторско дело е навистина чекор напред и многу голем успех. Да, тоа навистина е огромен успех. Од кога пишуваш активно поезија? Активно пишувам од свој 9 години. На почетокот тоа беше во 4-то оделение, кога нашите наставници пробуваа да ја разбудат креативноста кај нас. Потоа, со текот на времето, сватив дека можеби тоа е мојот талент и треба посериозно да се занимавам со тоа. И од лична потреба прерасна во нешто што луѓето почнаа да го препознаваат и да го ценат. Так, си учествувала на многу конкурси, каде што имаш имено многу места. Кажи ти нешто повеќе и за тоа? Наградите и признанијата кои што ги имам добиено се навистина важни за мене. Посебно бидејќи тоа е нешто кој што е мој поттик, моја мотивација да продолжам напред, да продолжам да создавам и се само потврда за тоа дека се наоѓам на вистинскиот пат. Да, ти мислам имаш 5 први места и едно трето на сите конкурси кои си учествувала до сега. Да. Тоа е огромен успех и за поздрав е. Исто знаеме дека си водителка на разни манифестации низ годиниве. Кажи ни малку повеќе како дојде ти всушност да бидеш водителка, дали можеби ја паметиш твојата прва манифестација каде што беше водителка? Да, секако. Тоа беше навистина спонтан момент за потребите на културно-уметничкото друштво Вера Јоцик. Тоа беше настан на кој немаше водител и бара алтернатива. Ме прашаа мене и јас прифатив. И навистина ми беше драго што токму мене ме прашаа. И од тогаш почна мојот ангажман за се поголеми настани и манифестации. Сепак сцената бара способност, бара сигурност, бара присутност. Кога застанеш на сцена ти мора да ја водиш публика низ целата програма и низ целата агенда, но на крај сепак треба да бидеш и природен, треба да бидеш свој. Кај мене спонтаноста е најважна. Јас сум прва за тоа се да биде по договор и по агенда, но сепак спонтаноста за мене е најважна, бидејќи спонтаните моменти се моментите кои што се паметат. Да. Навистина ми е чест и мило што ги водам тие големи настани и што сум дел од тие организации и од такви големи тимови. Да, баш така. Ти знаеш ли од прилика бројка на колку имаш до сега манифестации бројано? Навистина бројката не ја знам, но ги паметам двата најголеми настани на кои што бев водител претходната година, а тоа е меѓународниот фолклорен фестивал Каменица пее и игра, фестивал кој за прв пат се одржа и што мене ме поканија да бидам дел од тимот. Од моментот кога навистина Македонска каменица стана центар каде што имаше луѓе од многу држави, луѓе од регионот, и јас имав честа да бидам домакинот. Навистина ми беше голема едноставно се почувствував како личност која треба да застане на таа сцена во тој момент. Исто така и Каменичко културно лето, манифестација по која општина Каменица е навистина доста позната и е една од најголемите манифестации. Кога го добив повикот да бидам водител на таа манифестација, навистина како времето да застана во тој момент и сватив дека тоа е повик да го остварам еден од моите соништа. Да застанам пред мојот народ, пред народот во Македонска Каменица и тие 3 вечери да бидат вечери во кои што јас ќе ја водам публиката низ програмата која што ја има подготвена општина Македонска Каменица. Навистина чувството беше прекрасно, на и двата настани, на и двете манифестации, соработката беше навистина на врвно ниво. Да, тие се можеби двајта најголеми манифестации во нашата општина. Се согласувам. И имаме чест што ти имаме тебе да ни ги водиш. Се надеваме дека ќе продолжиш и понатаму да ни бидеш водителка, затоа што чувството да те гледаме тебе на сцена е едноставно убаво, преубаво од доле од публика. Се надевам и јас. Како успеваш да балансираш толку активности и да бидеш првенец на генерација?
со организираноста и со дисциплината може да се постигне се. Едноставно тоа за мене не е обврска. Јас уживам во тоа што го правам и тоа е единствениот начин јас да успеам на и двете полиња, и како првенец на генерација, но и да продолжам да се занимавам со активностите кои што мене ми исполнуваат. Так, ти оваа година беше првенец, како што спомнавме. Колку беше тесен кругот, дали го очекуваше и овој успех? Кругот беше тесен, не можам да кажам дека не. Нашата генерација е навистина генерација со успешни луѓе и очекував, потајно се надевав, но сепак оставив времето да обликува и со текот на времето сватив дека можеби јас ќе бидам личноста, но не можам да кажам дека не постоеше доза и на сомневање во сето тоа. Да, па секогаш на првенец на генерација тесни се круговите, меѓутоа многу ми е мило што еве си имаш изборено и да бидеш првенец. Која е твојата мотивација да бидеш во исто време и поетеса, и водителка, па дури и првенец, имаш и многу други активности? Секако, значи едноставно одговорот можеби ќе биде едноставен, но желбата да оставам нешто свое. Нешто што ќе има вредност како за мене, така и за другите. Нешто по кое што ќе бидам препознатлива и нешто со кое јас ќе се истакнам. Не можам да кажам дека не постојат и предизвици. Постојат. Предизвиците се секогаш присутни и неуспесите се дел од успехот и навистина сум горда што иако имам мал број на неуспех, сепак присутно е. Сепак присутно и сомневањето и секогаш постои едно ама. Да. Мислам дека тоа е нешто што луѓето малку потешко го забележуваат или ние го прикриваме убаво, меѓутоа сепак си успешна без разлика на тие неколку неуспеси. Ти исто така си и дел од раководството на културно-уметничкото друштво Вера Јоцика Македонска каменица. Кажи ни малку повеќе прво кога почна ти да бидеш член во друштвото, како дојде да бидеш раководител, колку е тешко, колку е захтевно, како се организираш таму? Моето членство во културно-уметничкото друштво започна пред 14 години, како едно мало дете кое што сака да игра, кое што ја сака културата и традицијата. Моите родители се главните виновници за сето тоа. Тие ме запиша на фолклор, тие ме запиша на играорна и многу сум им благодарна денес, бидејќи 14 годишното членство ме научи многу. Јас во културно-уметничкото друштво пораснав, созреав и пред една година добив повик да бидам дел од раководството и да ги водам трите најмали групи, најмладите членови, нашата иднина, генерациите кои што ќе треба да не наследат. И ми беше чест што токму јас сум личноста која што знаењето кое што го имам јас ќе им го преточам ним. Да, јас и ти имаме патувано многу пати со културно-уметничкото друштво. Дали имаш некоја, например, интересна анегдота од сите тие патувања? Низ колку држави всушност имаш патувано ти, колку пати во странство? И нешто што еве ти останало највпечатливо? Патувањето низ сите држави има навистина посебно чувство, зошто бидејќи анегдотите се случуваат спонтано. Она што го кажав претходно, дека спонтаните моменти се моментите кои што се паметат за секогаш. Мило ми е што дел од патувањата ги имам поминато и со тебе и знаеме колку е важно друштвото и колку е важна атмосферата на тие патувања. Анегдоти има многу. Има многу нешта по кои што ќе го паметам моето членство и мислам дека најважно од се е какви спомени ги имам во тој момент од било кое патување. Ме праша во кои држави имам патувано. Имам патувано во држави од светот, држави од регионот, најчесто Србија, Бугарија, Италија, држави во кои ние го представуваме нашиот фолклор и нашата традиција најдобро што можеме. Да. Имаме многу анегдоти, еве сега и јас си го навраќам филмот. Меѓутоа, според мене, најинтересни моменти ни беа секогаш во автобусот,
Верувам дека истото е и за тебе. Да. Нешто пошто ќе си го паметиме членството во културно-уметничкото друштво и верувам дека сите игрорци ќе се поистоветат со нас. Да, секако тоа е несомнено дека ќе биде така. Анегдотите од патувањето во автобус со друштвото кое што го сакаш е навистина незаменливо. Така. Сега завршуваш средно, дали имаш некој план, можеби за понатаму, дали планираш да се запишеш факултет, што планираш, мислам, во која насока гледаш да одиш? Сите мои успеси сега се само почеток. Ништо не е на врвот. Јас продолжувам натаму да напредувам, да се развивам. Планирам да продолжам на факултет, сепак знаењето и развојот на личноста одат заедно, рака под рака. И сметам дека треба постојано да се надградувам, но едно нешто треба да остане секогаш, а тоа е да си останам доследна на себе и да го сакам тоа што го правам. Тоа е и мојата цел, да уживам во тоа што го создавам. Баш така. Кажи ми, дали планираш да напишеш уште една книга, дали планираш некој поголем ваков проект? Се надевам дека да. Во одреден момент размислував за тоа да извадам уште едно мое литературно дело, но мислам дека тоа треба да дојде природно. Секој момент треба да биде момент кој јас ќе го живеам и затоа сметам дека сето тоа треба да стигне и да дојде природно. Сепак јас сум млада, времето е пред мене, животот е пред мене и напредокот е најважен. Времето и напредокот доправа доаѓаат, најубавото доправа доаѓа. Баш така. Како ти го дефинираш успехот, особено во контекст на се што си постигнала до сега? Некој би рекол дека успехот се наградите и признанијата кои што ќе ги добиеш, но јас ќе кажам дека јас уживам во успехот, бидејќи за мене успехот представува процес на лично созревање. Процес во кој јас се самоспознавам себе си, процес во кој растам, во кој напредувам. Да, и наградите и признанијата се важни, но мене нешто друго ми е најважно. Поддршката која што ќе ја добијам и луѓето кои што ќе ме поддржат во сето тоа. Баш така. Мислам дека многу луѓе забораваат колку всушност процесот е важен, а верувам дека најмногу уживаш во процесот до самиот постигнат резултат. Истото е и кај мене, еве можам да кажам, секогаш процесот ми бил многу поубав од самото признание. Како реагираше околината на твоите успеси и со какви реакции се соочи? Голем дел од реакциите беа мотивирачки и поддржувачки. Како и на секое поле, така и кај мене постоеја и реакции кои што не беа така мотивирачки и поддржувачки, но сепак и тие се дел од работата која што ја работам, но јас се трудам да се фокусирам на поддржувачките и мотивирачките реакции, бидејќи со нив растам и постојано напредувам. Неуспехот, како што кажав и претходно, е исто така дел од успехот и морам да признам дека јас сум секогаш отворена за искрена реакција. Било да е тоа пофалба или конструктивна критика, бидејќи на овој или на оној начин јас ќе ја применам и ќе ја прифатам. И ќе се потрудам да бидам што е можно подобра личност за воиднина. Така е да си продолжиш, тоа може би ти е и најдобро. Дали имаш некоја порака до младите, еве до нашите генерации кои доправа треба да се остваруваат како личности? Јас би им порачала да уживаат во животот пред се, а потоа и да го пронајдат талентот и да ја пронајдат областа во која тие се најдобри и постојано да напредуваат и да се развиваат, а јас како млада личност која што е успешна во областа во која е најдобра, секогаш ќе ги поддржувам и доколку некому му е потребна помош или се уште се бара низ општеството и низ животот, може секогаш да ми се обрати. Баш така, тоа е многу во твоја страна. Сега одиме на или. Стихови во рима или слободен стих? Стихови во рима. Пишување навечер или наутро? Пишување наутро. Инспирација од тага или од среќа? Инспирација од тага.
Тишина во собата или музика додека пишуваш? Тишина во собата. Твојата песна да ја рецитираш ти или да ја чита друг? Морам да признам дека на ова прашање немам одговор, бидејќи чувството е различно, се наоѓам на различно место во тој случај, но сепак нека биде да ја чита друг. Зошто? Бидејќи на еден начин тоа за мене представува чест мојата поезија да биде читана од други лица. Јас ќе изрецитирам и ќе ја прочитам, но мене чувството ми е подруго кога некој друг тоа ќе го направи, кога јас ќе слушнам што јас имам запишано и што јас ќе застанам позади моите стихови, што стојам јас како автор за нив. Леле, навистина ме изненади. Брзо и динамично оро или бавно или мокно? И мокно. Бавно и мокно. Настап на голема сцена или играње на оро на некоја веселба? Настап на сцена. Опинци на нозе или штикли? Штикли. Повеќе те води ритамот на тапанот или мелодијата? Ритамот на тапанот. Точна кореографија или чиста импровизација со срце? Чиста импровизација со срце. Учење со план и распоред или во последен момент? Учење со план и распоред. Природни науки или општествени науки? Општествени науки. Признание на хартија, диплома или научена лекција? Научена лекција. Матурски фустан во нежна боја или темна елеганција? Темна елеганција. Студирање дома или во друг град или странство? Студирање во друг град. Така. Разум или емоција? Емоција. Да испланираш се однапред или доставиш денот сам да си донесе се? Дел испланирувам јас, дел оставам само да си тече, па нека биде ова одговорот. Повеќе сакаш да слушаш приказни или ти да ги раскажуваш? Јас да ги раскажувам. Така, да оставиш трага во книгата на времето или сеќавање во срцето на луѓето? Сеќавање во срцето на луѓето. Патека која е веќе златна и сигурна или недопрена патека по која сама ќе чекориш? Недопрена патека по која сама ќе чекорам. Убавината на умот што фасцинира или чистината на душата што смирува? Чистината на душата што смирува. Така, толку ни се прашањето од Лили. Еве, за крај, некоја порака до сите, ништо последно со што сакаш да завршиме? Би сакала да кажам дека јас ќе продолжам да создавам, ќе продолжам да се развивам, бидејќи како што спомнав од претходно, мислам дека најдоброто доправа доаѓа, а времето е она кое што најдобро обликува. Баш така. Еве за крај, пред да завршиме, сакам да ти врачам еден поклон од подкаст Прагов. Повели, ова е за тебе. Би сакала и јас да врачам нешто од мене. Леле, навистина си прекрасна гостинка. Ова е моето авторско дело. Повелете, ова е за вас и за целиот тим на Прагов подкаст. Многу ви благодарам. Се надевам на долгогодишна соработка. Так. И на прекрасни моменти поминати заедно. После само ќе ни напишеш и некоја посвета, се извинувам. Секако. Пред да завршиме, би сакале уште еднаш тебе да те поздравиме. Ти си една прекрасна млада личност. Многу ми беше мило што денес имав можност да разговарам со тебе. Верувам и дека публиката ќе има многу позитивен коментар, затоа што си навистина талентирана и паметна девојка. Пред да завршиме, да ги поздравим уште еднаш нашите пријатели. Flux Cafe Premium, идеалното место за кафе средби, каде секоја голтка те инспирира за нов разговор. Тату студио Оскар, уметност врз кожа, приказни без зборови. Ако сакаш нешто што ќе те краси цел живот, Media Point, твојот партнер за дигиталниот свет. Добрата содржина заслужува и добра платформа, и Infinity Barber Studio, кога сакаш да имаш фризура достојна за шампиони. Ова беше се од денешната епизода. Вие продолжете активно да не следите на YouTube, Facebook, Instagram, каде што секој понеделник во 20:30 часот објавуваме нова епизода. Се гледаме следен понеделник. Чао! Чао!